Власта ја донесе Македонија во ќорсокак. И тоа денес го потврди Европската комисија со овогодишниот извештај. Извештајот е драматично покритичен во однос на истиот минатите години. Оценките се драстично полоши од оценките за сите останати држави во регионот. Ова не е извештај за напредок, туку извештај на назадување и сериозна загриженост за состојбите во Македонија. Ќорсокак, владин неуспех, назадување, чекори назад. Тоа се термините и зборовите кои доминираат во резимето за Македонија долго не цела страница. За да не биде дека ова се само зборови, би сакала да се задржам на неколку од клучните коментари кои што се дадени во деталниот извештај за Република Македонија. Еве што вели и како размислува и како гледа на состојбите во Македонија Европската комисија. Владините неуспеси во клучни области ги загрозуваат реформите со видливо назадување, повторувам, назадување во некои области. Се зголемува политизацијата на државните институции и владината не влијание, туку контрола врз медиумите. Селективна правда, влошена состојба во делот на медиумските слободи, веродостојни докази за притисок врз вработените во администрацијата за време на изборите, сериозна загриженост повторно поради владината контрола врз јавните институции и врз медиумите, растечки долг, неплатени владини обврски кон фирмите, а корупцијата останата како сериозен проблем. И како резиме во една од последните реченици во стратегијата за проширување, посветена делот посветен за Македонија, Европската комисија жали за назадувањето во последната година. Повторувам, назадувањето во последната година. Појасно и пострашно здравје. Она што порано Европската комисија го кажуваше срамежливо, завиено, со дипломатски речник, сега се критикува јасно, гласно и многу директно. Нема дилеми која носи одговорноста за ваквите состојби. Нема веќе ни дипломатски ракавици и нема завиени формулации. Европската порака ни е пратена. Македонија е тргната по опасен пат. И тоа е нешто што не загрижува сите нас како граѓани на оваа држава. Препораката е условена. И тоа е веќе видливо, јасно и прецизно кажано. Власта мора да се справи со растечката политизација, со зависното судство и слободата на медиумите, за да ја зачува европската шанса. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ја дели загриженоста и на македонските граѓани, а сега после овој извештај и кај Европската комисија за катастрофалните состојби во нашата држава. И во поглед на судство, и во поглед на администрација, и во поглед на медиуми, долг и така натаму и така натаму. Кога истиве работи ги кажувавме во изминативе години, не критикуваа дека претеруваме или дека измислуваме. Кога сега истите работи ги потврдува Европската комисија, најверојатно власта и оние до неа ќе се обидат да ги премолчат, да ги прескокнат или да не ги прочитаат. Ова говори за целосен дебакл на политиките на владата на Груевски. И на домашен, и на европски пат. Тоа дека ова е дебакл на политиките на Груевски не ни олеснува, туку дополнително не мотивира. Ке продолжиме да говориме на овие теми и покрај молкот, спиновите и лагите на власта. Ке продолжиме да ја вршиме нашата функција, нашата задача и да инсистираме на клучните 5 теми за кои власта, особено по овој извештај, има обврска да преговара. Двоење на државата од партијата, медиуми, попис, честни избори и техничка влада која истите ќе ги овозможи. Ви благодарам и повелете ако има прашања. Мислам дека не мора да не слушате нас. Доволно е да го прочитате или целиот извештај или главното резиме за Македонија.
За оние кои што пробаат денеска одново да спинуваат, мислам дека оној твит на комесарот Филе доволно говори. Препораката е условена. И 3 услови се тие кои што ги спомнува Европската комисија. Едното е растечка политизација во државата, второто е зависно судство и трето недостиг на слобода за медиумите. Како што гледате, опозицијата ја нема овде. И тоа доволно говори дека власта упорно бара виновници за собствените грешки. Овој пат ќе им биде навистина многу тешко да ја манипулираат јавноста за овој директен и многу јасен и недвосмислен извештај на Европската комисија. Македонија, патем речено, е единствената држава во регионот за која е напишано дека власта има обврска, да ја овозможи, например, на опозицијата нормално да може да функционира. Тоа е јасна порака до сите кои што сакаат да ја слушнат.